Ке има ли јагнешко на великденската трпеза и по која цена? Сточарите се жалат на ниската откупна, граѓаните на високата по месарниците. Од 210 до 230 денари за килограм е цената која откупувачите им ја нудат на сточарите. Тие пак незадоволни, иста е како лани, бараме најмалку 280. Проблем има и новата мерка според која услов за добивање субвенција е да предадат 50% од јагнињата во кланица. Кланица са јагнина се враќа. Да големи јагнина ги неќе са кланица. Јас откупувач сум на јагнина, ме знам де сточариве. Ги неќе кланиците за големите јагнина. Кај да ги носиме ние како сточари. Пресметка беше со Министерството дека 273 денари нас не кошта производна цена на јагнето. Бараме да се доплати од Министерството таа цена ако веќе ги даваме јагнината на 210-220 денари. Во месарниците пак килограм се продава од 650 денари па нагоре. Во некои го нема, па дел почнале да прават списоци на заинтересирани купувачи, ако евентуално стигне да дојдат да си купат. И јагнешките глави кои пред неколку дена се продавале по 50 денари, сега достигнуваат до 80. За разлика од јагнешкото, кај останатите производи не се очекува промена, велат од владата. Одлуката за замрзнати цени и ограничени маржи е на сила до крајот на април, така што поскапување на овошјето и зеленчокот барем во маркетите нема да има. Ако на пазарите се продава поскапо, надлежните велат купете од маркет. Инспекторатот денови веќе биде на терен. За прекршителите ќе следуваат казни. Се работењето на државниот пазарен инспекторат и од она што го имаат утврдено на терен волносно прекршува на мерките одлуките донесени од владата за ограничување на бруто профитните маржи со основните прехранбени производи, ке имаме одредени казни и затворени одредени маркети каде се поголемите ги прекршувања. Маркетите почетокот на мај ке треба и јавно на вебсајт да ги објавуваат цените на сите производи, за да знаат граѓаните од каде им е наевтино да купат. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.